Скопскиот кривичен суд денеска треба да ја соопшти пресудата за настаните во Кумановското диво населје во мај 2015 година, во кој загинаа 8 припадници на македонските безбедносни сили. Пресудата за овој случај требаше да биде донесена на 17 октомври, но беше одложена поради локалните избори. Обвинителството побара доживотен затвор за сите 37 обвинети за тероризам и терористичка организација. Адвокатите на обвинетите пак бараат ослободителни пресуди, бидејќи според нив има недостаток на докази за стореното кривично дело. Министерот Спасовски најави меѓународна истрага за случајот. Судиката во случајот тврди на 2 Лидија Петровска го отфрли барањето на адвокатот на прво обвинетиот, екс-началникот на УБК Горан Грујовски, според кој судењето во отсуство не може да се реализира се додека не заврши екстрадицијата. Адвокатот на Грујовски Љупча Шврговски побара главната расправа да се одложи на неопределено време. Судиката ја исклучи јавноста за да се изведат декласифицираните докази добиени од УБК, кои ги побара специјалното јавно обвинителство. Компанијата Collins, која издава речник на англиски јазик, го прогласи изразот лажни вести или fake news за израз на годината. Според Collins, употребата на овој израз се зголемила за 365 пати од 2016 година, кога првпат беше употребена во контекст на вестите за Хилари Клинтон, дел од кои беа објавувани од Facebook корисници во Македонија. Американскиот претседател Доналд Трамп брзо го прифати и популаризираше овој израз, обвинувајќи ги медиумите кои го критикуваат пред се телевизијата CNN дека се fake news. Од тогаш изразот стана препознатлива кованица на претседателот.